Од анализата произлегува и самите предизвици со кои што се соочуваат независните медиуми низ Европа. Сфативме, како што кажав, дека многу се слични предизвиците. Еден од најголемите предизвици на сите независни медиуми е самоодржливоста. Имено многу од другарите кои што подолг период се занимаваат со анализа на ситуацијата кажаа дека во просек независен медиум кој што сака да остани надвор од канџите на капитализмот може да обстои од 18 месеци до 3 години. Дека финансирањето, економскиот модел и така натаму се навистина голем проблем, дека за тоа се потребни решенија конкретни, бидејќи навистина влијанието на корпоративните медиуми е до страшни размери. Кога ние би се занимавале професионално со демократските медиуми, тоа би било наш работен простор на некој начин и како сега ние да се организираме на работното место во склоп на тие демократски медиуми за да не го репродуцираме капитализмот со неговите извори на моќ. Демократските медиуми мора да видат простор за пренесување на информации кои што не стигат до нас од овие стандардните медиуми, да кажеме. На место каде што ќе му се даде простор на маргинализираните да може да се изразат и место кое што и те како ќе го поттикнува критичкиот дискурс. Па место и за пропаганда.